Најстроги санкции, одземање на лиценци и пријави до надлежните институции. Ова се дел од мерките што ги презела општина Центар по инцидентот на булеварот Теодоси Гологанов во близина на католичката црква, каде при ископ за изведба на зграда се појави свлечиште, што оштети дел од коловозот и тротоарот, канализацијската мрежа и уличното осветлување. Ден по инцидентот, местото е обезбедено со предупредувачки ленти. Инцидентот се случил вчера, при ископ на земјиште со багер за изградба на нова зграда. Откако земјиштето под асфалтот пропаднало, багерот бил затрупан, но за среќа, лицето кое го управувало успеало да се извлече на време. Низа неправилности при изведбата на објектот, покажал извршениот увид од инспекцијските служби од општина Центар, Министерството за внатрешни работи, Државниот градежен инспекторат и секторот за урбанизам, пошто градоначалникот Горан Герасимовски најави најстроги законски казни. Од страна на градежниот инспектор на општина Центар ќе биде побарано одземање на лиценците на одговорните лица вклучени во изградбата, а општина Центар ќе побара и утврдување одговорност од надзорот и изведувачот на објектот поради несоодветно и несовесно постапување, согласно законските прописи. За случајот ќе следуваат и соодветни пријави и постапки пред сите надлежни институции. Велат од општина Центар и додаваат дека за случајот го информирале и јавното обвинителство, кое ќе проверува дали има кривично дело. На терен излегува и професори од градежниот факултет за да изготват стручна експертиза за состојбата и можните ризици. Деканот Јосиф Јосифовски предупреди дека постои опасности за околните објекти и оцени дека случајот е краен сигнал за воведување построги стандарди и процедури во градежништвото. Постојат јасни правила и стандарди за тоа како треба да се однесуваме, како да градиме, како да проектираме, меѓутоа сепак и поред тоа ни се случуваат вакви случаи како неодамнешната, тоа е повторно затрупување на градежна јама, што е веќе краен сигнал дека мора нешто сериозно да се преземе. Неопходно да се пропишат нови процедури и стандарди кои ќе не обезбедат од појавување во иднина на слични настани. Имено, за среќа немаме човечки жртви овој пат, меѓутоа имаме материјална штета, имаме опасност од проширување на тоа слекување и на соседните објекти. Овој случај доаѓа непол месец по сличниот инцидент во Скопска Киселавода, каде при ископ за темелна зграда загина едно лице, а тројца беа повредени. За случајот истрага отвори основното јавно обвинителство, од каде велат дека се уште се работи за утврдување на фактите и околностите и дали за случајот ќе има кривична одговорност.